Сиромајо што досеше 1000 јајца во Стамбул и сите му изедоа баждарџиите. Чита Александар Стадојков. Беше чул еден сиробав човек оти во Стамбул било еден грош, едно јајце. Уверен бидејќи сиромајо на тоа нешто, собрал 1000 јајца, си наредил во 2 коша со слама, си тоарил на магаренцето и си го потера за Стамбул. Едно да излезе од својот град, дебекот Прилеп, надвор и го запрел баждарџијата да види што има во кошеите и да му земи баждаро. Ја растоари да видам што има во кошеите, му рекол баждарџијата. Што ќе имам, ага, јајце имам, му рекол човеко. А тамам, и јас тоа барам, ја растоари бакалам да и броиме и да ми кажеш кај ти носиш, му рекол баждарџијата. Џанам, што ќе и броиш колку се, му рекол. Тие се 1000 и ќе и носам јас дури Стамбул, на ти еден чакмак каве параси и пушти ме да си одам. Како рече како? 1000 јајца се и ќе и носиш на Стамбул, му рекол. Ја одброј 100 јајца баждар и после ќе те пуштам да си одиш. Инаку живи ми една турска вера, назад ќе те вратам. Бре го моли, го коли сиромајо, никако не могол да го измоли, за да не му дај 100 јајца, и да е после му изброја 100 јајца и така си замина од првата баждарница. Одејќи по пато, од град на град по сите баждарџи, му зеле по 100 јајца и кога дошол во Стамбул, беа му останале уште 100 јајца и се богател со умо да земи 100 гроши за да му се најда за арч кога ќе се врати за дома. Арно, ама домашниот есап чаршија не излегува. Едно дошол до стамбулската баждарница, го вратил баждарџијата од пато и му изел 100 јајца за баждар. Аман џанам ага, му се молел дури со солзи. Барем ти, Исаф мој, остај ми јајцата да и внесам в Стамбул, да и продам и да земам некоја пуста пара, за да ми се најде за арч да се вратам дома, отинаку умирам од глади. Не зборој многу, ѓао рогли, дај ми јајцата и оди чини давија, му рекол на лутина и му изел 100 јајца. Си го потерал магаренцето плачејќи и влегол во Стамбул, та право отишол при Садријазамо за да го поплаче алот. Од кога го ислушал Садријазамо, му рекол: "Ќе даиш бреќерата ја? Кај си нашол да газиш царска земја, бадијал?" Кога виде сиромајо, оти нити кадиите по градоите му виделе гдавијата, ниту Садријазамо, си дошол на Ан и си го зел магаренцето и си излегол од град надвор, барем да си го паси магаренцето, чунки немал пари да плаќа за Ан. Се прибрал до турските гробишта и си седна до едно долче за да си паси магаренцето и да мисли као да прави и као да се врати назад. Гледал пред него надалеку кај закопувале некој турчин умрен и му дошло на ум да си рекол сам со себе: "Во пусто Турско саде на умрените баждар не земаат. Ја чекај да обидам дали ќе можам да го сторам иđат јас баждар да земам, чунки овде аран, оран немало, секој голец и војводец." Откога си преесапил сиромајо тој есап, скршил неколку гранки од некоја врба и си направил една колиба и си седнал под сенка да чека да донесат некој умрен. За късмет, еве ти едни гробари дошле близу кај колибата негоа да копаат гроб и тој му се препречил пред нив и му рекол: "Слушајте вамо, вие гробари, треба да знаете од сега вамо, оти јас сум баждарџијата на умрените, чунки го зедов со верман царски и ако не верувате, ете видете го вермано", и му го покажал тескерето паспорто, и така да му кажувате на сите луѓе: "За секој умрен човек ќе земам по една менхудија. Кој не ќе да дај, нема да му се дај место за гроба, ами ќе се фрла в море да го јада рибите." Слушајќи тие зборови, гробарите се вратиле в Стамбул и при умрениот и му кажале оти има баждарџија во гробиштата и сакат една менхудија баждар. Бидејќи гробарите му го виделе вермано, се поверуваа и му дадоа една менхудија.
та после си го закопале умрениот. Еве ми пусто село без пци, сега ќе си лупемен худи и дури да речам доста. Од тој ден веќе, секој ден колку умрени ќе донесоа, се по една менхудија сиромајио ќе си земеше. Токму 3 години што зема баждар сиромајио и никој не беше го побарал кој му го дал тој пусти верман. Куќа си направи, сејмени си кладе, веќе цел царски човек станал. За пако зо негов беше умрела садрија и кога му посакале гробарите на менхудија за гробо, на големо чудо станал и пратил при баждарџијата да појди кај него за да го праша од кај го зел тој изим да зема баждар на умрените. Одејќи сиромајио при Садријазмо и му ја кажал работата за како му изеле 1000 јајца за баждар по градоите и кога видео ти суд нема, се сторил баждарџија на умрените. Школ сум бре чорбаджи, му рекол Садријазмо, чунки во ќор мемлекет, кривото магаре атјет.